професионални радиостаници добија денеска пожарникарите од територијалната противпожарна единица Кавадарци, нив ги донираат членовите на Лајонс клубот кој действува во Кавадарци. На предавањето на донацијата присуствуваше и градоначалникот Митко Јанчев кој нагласи дека противпожарната единица во Кавадарци веќе е комплетна. Прво би го искоментирал овај денешен настан, една голема благодарност за оваа коментарна организација Лајонс, кај што ни донираат 6 радиоврски од професионална гледна точка, значи овие се професионални радиоврски отпорни на температура и на вода, кај што пожарникарите ќе ги користат во делот на интервенција, во делот на акција, за да имат меѓусебна координација, поготово кога има, не дај Боже, поголем пожар, затоа што знаете дека се случуваат работи кога се од поголем обем и мора да има комуникација едни со други. Сега полека како пожарна се комплетираме, се мобилизираме на некој начин да бидеме активни и мислам дека за некаде месец дена ќе направиме една заедничка сторија за пожарната, што би рекле пред и потоа и до кај би стигнале заедно со нашите пожарникари. Инаку она што кажавте, амбиент има, како прво, не знам, јас убаво се чувствувам тука кога ќе дојдам, затоа што имаме и доста кадар, и професионалци, и пред се имаме доста инвестиции, затоа што противпожарната станица не е еден од голем приоритет за општина Кавадарци. Председателот на Лајонс клубот Мишо Митрев рече дека нивниот пример треба да го следат и останатите организации кои обстојуваат во Кавадарци и да се вклучат со донаторски активности. Ова е втора, вчера бевме Уздружението долу кај слепите, кај инвалидите и така натаму, помогнавме колку што можеме и таму со апарати, звучни апарати кои што слепите може да ги користат, не обични апарати. Исто еве денеска и у противпожарната беше обечено ова малку поодамна, меѓутоа еве се реализира и оваа донација, која што стварно му е многу потребна. Во градот тука до 30-40 км, значи че немат никакви проблеми да комуницират, да ги решаваат своите проблеми, да не ги слуша никој што разговарат и така натаму. Голема благодарност еви до градоначалникот за сето ова што е направено, стварно со овие услови можат да функционират, можат да реализират повеќе работи кои што се од нивни домен. И му пожелавам се најдобро во животот и на крај да му честитам новогодишните и божичните празници, убаво да се ги поминат. Меѓутоа со успех во целокупната работа, али со помалку работа, jer они ако повеќе работат, значи тоа не е добро многу. И ако надворешно ќе викаме ние, вие само седат, ништо не работат, подобро е нека седат, да не видат на терен секој решават тешки проблеми кои што се не посакани од населението и другите. Многу успех, многу среќа и понатаму ќе продолжиме и понатаму ќе подаваме рака онаму кај што и треба и понатаму ќе и поддржаваме луѓето кои што се стварно немоćни, кои што стварно не можат, кои што се стварно оставени на самите себе. Тука сме ние да подаваме рака, да помогнеме. Ја преди малку реков, се насмеав дека овој градоначалник што е расфрлан со работа, го заулави и градот едноставно. И стварно да треба да помагаме ние како здружение. Ако бројчено се истакнеме, сме скоро негде на околу 40 здруженија, меѓутоа половина од овие да подаваат рака, тоа е голем успех. Така третирам ја, jer у годината секој има 15, 20 до 30 овакви хуманитарни акции кои што се од голема корист. Пожарникарите се благодарни за донацијата. Ова донација е голема важност за нас, како што каже председателот на клубот Лајонс клуб Тиквеш. Можеби мала за нив, меѓутоа од големо значење за нас како пожарникари. Многу потребно во вистинско време пристаната, голема благодарност за нив и се надевам дека соработка ќе продолжи за нив.